Само за еден ден 50 ученици се позитивни на коронавирусот. Ова е податок за вчерашниот ден, а од почетокот на училишната година се регистрирани околу 500 ученици од основно и од средно училиште што се заразиле со вирусот. Според министерката за образование Мила Царовска нема ширење на заразата внатре во училиштата. Доколку се појави каква и да е потреба или аларм од епидемиолошката служба или од Комисија за заразни болести, Министерството е подготвено директно да се префрли на следен модел кој што ќе биде препорачан, а трите модели се донесени и утврдени на влада во соработка со Комисија за заразни болести. 0,02% е бројот на ученици или процентот на ученици кои што се ново, да речеме како нови во изминатиот ден, тоа е понеделник, значи со вчерашен статус, додека активни од почеток на учебна година до денес, што значи дека веќе дел од нив излегле од процесот, се 0,2%. Во меѓувреме народниот правообранител со допис до Министерството за образование. Во него се наведуваат забелешките на дел од родителите, учениците и наставниците кои се соочуваат со проблеми. Помеѓу поплаките има и забелешки за неможностите докрај да се почитуваат мерките. Во укажувањето на народниот правообранител стои дека часовите со физичко присуство треба да бидат пократки, а одморите помеѓу часовите да бидат зачестени и подолги. Од првата детска амбасада Меѓаши пак велат дека би требало наставата да се одржува на отворено додека дозволуваат временските услови, а поддржуваат и воведување на бесплатни ковид тестови во училиштата. Со една мала инвестиција во тенди, ако евентуално се влоши состојбата, да се искористи летово, есента, да се обавуваат наставата, воспитувањето во училишниот двор или во дворот на градинката е многу полезен начин да децата се гледаат, другаруваат и си ги запознаат своите другарчиња и наставници. Исто така сакам да кажам дека поддржуваме брзи тестови со овластено лице кој ќе ги спроведува и во согласност и знаење родителите. Од Министерството за образование посочуваат дека тие не одлучуваат ниту за тестови, ниту за протоколи, кои се поставени од Комисијата за заразни болести.